Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Мултиплекс склерозата е сериозно невродегенеративно заболување на мозокот што може да доведе до траен инвалидитет. Се смета дека е најголем имитатор на симптомите на другите невролошки заболувања. Едно од последните истражувања покажува дека вирусната инфекција мононуклеоза, позната како болест на бакнежот, би можела да биде причина за развој на мултиплекс склерозата. Дали може би е на повидок решение за лекувањето на оваа болест, но и за незината превенција. Се за мултиплекс склерозата ќе ни објасни научен соработник доктор Николина Тановска, невролог од Универзитетската клиника за неврологија. За Сања Поповска пишувањето е движечка сила за оваа болест. Таа пак ќе ни ја раскаже незината борба со мултиплекс склерозата. Започуваме веднаш по рекламите. Секоја мултиплекс склероза е приказна за себе, носи многу прашања, но без конкретни одговори. Приказните на пациентите со оваа болест може да се споредуваат, но сепак се многу различни. Животот на лицата со мултиплекс склероза е полн со неизвестност, предизвици, борба и секако храброст. Денешната гостинка во Телма амбуланта неколку години се соочувала со симптоми на мултиплекс склероза, но диагнозата ја добила неодамна. Таа е авторка и на 2 книги кои што се темелат на незините, но и искуствата на лицата кои што страдаат од оваа болест. И токму поради тоа е денеска во студиото на Телма станува збор за Сања Поповска од Битола. Сања, добре ни дојде во Телма амбуланта. Добре ви најдов, ви благодарам на поканата. Вие со болеста прв пат се сочивте во 2019 година, односно тогаш ги почувствувавте првите симптоми кои што се одразија на видот. Какви промени имавте? Го изгубив видот од едното око, од десното око, и имав кафеава гледка, како земја, како испрскано. И во почетокот не знаев точно, мислев дека си имам фатено со валкани раце, дека е нешто такво. Но кога тоа потрае веќе 2 дена, решив да се извадам упут и да заминам ноќно. Значи преку ноќ ви се случи таа промена, никакви преку ноќ, без никакви предупредувања немавте? Не. Без никакви предупредувања, баш на работното место, од нигде никаде се исклучи сиеничката. И заминав ноќно. Таму се увиде дека не е до очите, дека се работи нешто позади окото. Па направивме хитна магнетна, каде што излегоа воспаление на мозокот, на миелинската обвивка на мозокот, и мораше да се доаѓа во Скопје за подетални испитувања од страна на пункција, рефлекси, психолог и слично. Сега засега болеста се манифестира само на видот? Да. Се повлекува, веќе 3 години појачува, како изгледа? Ми се случува истиот релапс, значи губење на видот, и тоа претежно во летниот период. Најверојатно сонцето ми е најголем причинител за релапси. Значи, до сега се водев под диагноза демиелинизирачка болест, бидејќи се уште не беа сигурни дали се работи за мултиплекс склероза, макар што јас уште од 2019 веќе се помирив со диагнозата и во секој момент ја очекував само да ми ја кажат. Ви навестија дека е можно да имате оваа болест или ви истражувавте на интернет? Од двете помалку. И ми навестија дека можно е да е мултиплекс склероза, може и да не е. Ќе видиме со текот на времето, ама исто како и секој што си пребарува на Google за секоја болест, исто така и јас. И претходно имавте слушнато за мултиплекс склероза? Знаевте што значи? Искрено не. Претходно немав слушнато за мултиплекс склероза и што помисливте кога ви кажа? Помислив дека е склероза. Така. Обично се поврзува со паметењето? Да. Но си велите, ја немам никаков проблем со тоа. Знам дека имам одлична меморија, дека нема шанси да е склероза, ама докторот ме поправи и ми кажа дека мултиплекс склероза е за млади возрастни, ги напаѓа младите возрастни и доведува до инвалидитет. Диагнозата, значи, ја добивте, како се чувствувавте во тој момент кога слушнавте дека имате мултиплекс склероза? Да бидам искрена, и покрај тоа што јас бев подготвена да ја слушнам таа диагноза, сепак мал дел во мене ми велеше дека може би и не. Но
колку и да изгледав храбро пред другите, колку и да ги тешев, сепак тоа е еден мал момент кога не е седно. Така, не е седно. Оние што ќе добијат некаква диагноза за која што не им е седно, велат зошто баш јас? Ова ми се случи, зошто баш јас? Си го поставувавте ли тоа прашање? Да, точно, да, исто јас, како и сите, зошто баш јас? Но јас мислам дека за се постои причина. Пример, посебно за мене, лично за мене, јас мислам, така си замислив, дека јас всушност имам некоја мисија која што почнав веќе да ја реализирам. Оформивме здружение во Битола, гласно за МС. И сега се надеваме дека сите наши цели, проекти, дека ќе ни се реализираат. Се не оди се баш совршено и секако што треба, ама сепак без борба не може ништо. Така, вие сте председателка на ова здружение. Можете ли да ми кажете колку лица има во Битола со оваа диагноза? Имате ли таков податок? Точна бројка немам, ама знам дека има доста, бидејќи јас бев чудо невидена од каде толку во Битола. Бидејќи претежно се кријат. Значи не се изјаснуваат јавно. Јас сите тие што ги дознав после објавувањето на мојата прва книга, Девојката со портокалова марама. Почнаа да ми пишуваат на Facebook, да ми кажуваат своите искуства, па се договаравме да излеземе на кафе, да си размениме искуства, бидејќи сметам дека со тоа што ќе си ги размениме искуствата, сепак ќе си помогнеме на некој начин. Апсолутно. Првата книга всушност вас ви е и посветена на една пријателка што ја запознавате во болничката соба. Да. Која што има 20 години и тешко ја прифаќа диагнозата. Тешко ја прифати диагнозата баш во тој момент. Доста млада личност, имаше околу 20 години. И тоа беше еден мој начин, бидејќи навистина ми стана премногу блиска и премногу мила и сакам да ја поздравам сега во овој момент, Луна Мичевиќ. Сакав на некој начин да изразам поддршка и утеха од моја страна. Како изгледа животот со мултиплекс склероза? Бидејќи имате контакт со многу лица, вие за среќа вашата болест така се одразила само на видот. Само на видот. Искрено делува многу и на психата, бидејќи мене моите релапси се случуваат секоја година летен период. И кога веќе ќе дојде летниот период, јас и го очекувам. Подготвена. Значи подготвена сум и го очекувам. Некогаш си велам дека можеби самата го повикувам. Ја го повикувам релапсот да ми се случи. Бидејќи преку зима, значи преку целата година јас се чувствувам добро, не ни размислувам на болеста, не ни размислувам на релапсите, на ништо. Но што дојде пролет, наидува летото, јас веќе спремна. Тогаш земате терапија? Тогаш кога веќе ќе го изгубам видот, ќе добијам релапс, земам кортико. Ме ставаат на кортико и полека ми се враќа видот. Но сепак треба да се, значи сите да имаме терапија со кој што болеста ќе запри, да нема потреба да се шири понатаму. Епа ете денес. Денес вие сте дојдена во Скопје за да примите терапија. По емисијата ќе примите првата терапија. Да. Како се чувствувате? Исплашено. Искрено се чувствувам малце исплашено, бидејќи ми е прв пат да ја примам терапијата и не знам како ќе изгледа и не знам како организмот ќе ми ја прими, но морам да кажам дека има доста голема поддршка, дури дојдов тука од членките кои што се во нашето здружение, кои веќе се на терапија и го имаат искусено ова што сега јас денес ќе го искусам. И што велат тие, како изгледа оваа терапија? Да не се плашиш, значи ти си таа која што ни велеше дека треба да примаме терапија. Ти си таа што се бориш за терапија, зашто сега се плашиш? Така. Велите дека се борите за да се урне одредена стигма поврзана со болеста, но исто така и за терапијата да можете да ја примате во градот во кој што живеете, во Битола. Проблематично ли е да се патува до Скопје за се прими терапија, потоа можно да има несакани ефекти па да се враќате назад? Искрено и сега со ситуацијата, со поскапувањето, не секој може да си дозволи да доаѓа во Скопје, пример, еднаш неделно, зависи, еднаш неделно или еднаш месечно, не секој има можности. Најдобро е кога, пример, терапиите ќе ги имаме
во матичниот град. Пример во Битола и за околните места што се околу Битола. Имате информација дали постојат услови на одделите за неврологија да се прима таа терапија? Се имаме пробано, ама треба да имаме состанок со директорот што е на Мајка Тереза, да се договориме, да видиме што ќе испани. Јас ви посакувам успех во вашата борба да издействувате, да примате терапијата во вашиот град, но и секако успех со терапиите. Дека ќе почувствувате драматично подобрување, се надевам, а секако и дека и понатаму ќе пишувате, бидејќи портокаловата боја која што преовладува во вашите книги не е случајна? Да, точно. Тоа е бојата на мултиплекс склерозата. Ви благодарам уште едно за вашето гостување. Продолжуваме понатаму се за мултиплекс склерозата, ќе ни објасните днешната гостинка во студиото на Телма, доцент доктор Николина Тановска, невролог од Универзитетската клиника за неврологија. Докторке, добар ден. Добре ни дојдовте. Ви благодарам за приликата повторно да ви гостувам во програмата. Навистина ми е задоволство мое лично што сте во студиото на Телма и што ќе ни објасните каква болест е мултиплекс склерозата. Зашто се работи? По дефиниција, мултиплекс склерозата е невроинфламаторно и невродегенеративно заболување на централниот нервен систем, кој може да се манифестира на многу начини, практично да презентира различни клинички манифестации и индивидуален е пристапот и лекувањето кон секој од болните со ова заболување. Велат болест со многу лица. Токму така. Што значи тоа? Различни се симптомите кај сите пациенти? Симптомите може да бидат, да се разликуваат од еден до друг пациент. Тие се манифестација на засегањето на различни делови практично на централниот нервен систем. Дали се тоа мозочните хемисфери или малиот мозок или репетниот мозок и сите тие видниот нерв, дали е тоа и сите тие имаат своји карактеристични клинички манифестации кои можат и посебно да се манифестираат, меѓутоа и сите заедно да бидат присутни. Можевме да слушнеме од интервјуто со гостинката пред малку дека таа има проблеми со видот. Колку често е засегнат очниот нерв? Очниот нерв може како прва клиничка манифестација на болеста да биде доста често, да речем, засегнат и во повеќе кај помладите пациенти се случува тоа или имаме прилика тоа да го видиме. Може да биде и во понатамошниот тек на болеста, не мора да биде прва клиничка манифестација, може и во некој од следните настапи или релапси, како ние ги кажуваме на болеста, да биде клиничка манифестација за сегањето или оштетувањето на очниот нерв. Обично двете очи страдаат или само едното? Каков е видот? Замаглен, се губи сосема видот? Не мора двете заедно во истовремено да бидат засегнати. Обично најчесто е едниот засегнат, но не е исклучено понатаму во понатамошниот тек и другиот да биде. Како го опишуваат тоа? Па тоа индивидуално може да биде како заматување на видното поле или како комплетно губење на видот на засегнатото око. Во зависи и во која фаза се јавиле кај нас за преглед, може да биде веќе одмината фаза на воспалението, да веќе е настанато значително оштетување на нервот кој што ќе се одрази на видот. Имаат ли пациентите вртоглавици? Може да има, да. Може да имаат и вртоглавици, може да имаат и потешкоти со актот за мокрење.
претежно оние кои имаат оштетување или плаки во арбитниот мозок, значи контролата на сфинктерите да е нарушена. Тремор, проблем со одот, слабост во нозете, бидејќи сите се тие симптоми што можеме да ги прочитаме на интернет. Слабоста, да, тој е најчистиот практично симптом на болеста, засегање на моторните функции. Може да бидат засегнати и рацете, и нозете може да бидат едната страна или обете страни може да бидат со потешкоти во движењето да води тоа. Меѓутоа и да имаат проблеми со служење со рацете, ако се двете, ако се манифестира слабост на двете, па и треморот да биде дел од таа слабост што ја имаат. Треморот како симптом може да биде резултат и на други функционални системи во мозокот ако се засегнати, но во принцип да, може да имаат болните, може да имаат тремор. Доколку некој има чувство на трпнење во рацете и нозете, еве тоа е еден од симптомите за мултиплекс склероза. Како да се препознае дали е во прашање некој нерв кој што е приклештен или еве кога се будат рано од саба или некој има проблем со трнење на рацете. Мултиплекс склероза ли е тоа или не? Не сите такви сензации што ги имаме и сите ги доживуваме во одреден момент. Сензорните симптоми исто така се чести кај овие болни, меѓутоа, она што ги разликува од другите, значи сите тие имаат своја карактеристична дистрибуција, карактеристики во јавувањето, во манифестацијата, пошто ги можат да се разликуваат. Колку време обично треба да траат овие симптоми за да сметате дека пациентот е засегнат со мултиплекс склероза? Симптомите може да се јавуваат и некогаш и пациентот да ви опише епизоди и во минатото дека имал некои слични доживувања кои релативно кратко траеле и спонтано се повлекле. Она што ги тера пациентите да се јават на преглед, веројатно првоматичните лекари се вклучени, нели, па потоа ги препраќаат до специјалистот невролог, е интензитетот, нели, на тие симптоми и време траењето. Веројатно дека сето тоа трае многу подолго од она ако било претходно искусено и веќе побудува едно и внимание и страв и тука веќе почнува, да речеме, приказката, диагностиката веќе почнува и понатаму се што треба да следи. Една од главните карактеристики, односно главен симптом кај мултиплекс склерозата е релапсот. Да. Односно влошувањето, како што ми објаснивте. Кај сите пациенти се јавува овој релапс? Кај најголемиот дел од болните манифестираат во текот самата болест. Релапсите, влошувањата на болеста се и карактеристики на самото заболување. Значи, тоа се повремени влошувања кои има критериуми како се дефинира, значи најмалку 24 часа во континуитет треба да бидат присутни тие симптоми за да ги наречеме дека тоа е влошување или релапс. Со терапија симптомите можат и комплетно да се повлечат. Меѓутоа, секое наредно влошување на симптомите остава последици, резидуи го велиме, ние го кажуваме, и тие со текот на времето се наталожуваат, се кумулираат и тоа е онаа инвалидност, невролошки дефицит која ја покажуваат овие пациенти. Едната форма и најчестата на болеста, релапсирачко-ремитентната форма, токму тоа и го кажува дека текот на болеста има релапси и ремисии, значи влошувања и подобрувања на состојбата. Какви лекови се даваат за да се
подобри состојбата? Денеска ни се на располагање, за среќа веќе и ние ги имаме, голем број на лекови, меѓутоа тие се поделени. Прво, како се лекува ова што досега го зборувавме, акутниот релапс или влошување на болеста, се лекува со кортикостероидна терапија и има точно одреден препорачан режим на дозирање и колку време тоа треба да трае. Понатаму за хронично лекување на болеста, значи во понатамошниот тек на болеста се лекува, има така наречени прволиниски третмани или лекови и лекови од втора линија, кои се високо ефикасни имуносупресивни или имуномодулаторни лекови и кои се препорачуваат за користење во некои ситуации на високо активна релапсирачко-ремитентна форма на болеста, значи ако болеста почне брзо и многу брзо се влошува, има многу чести влошувања, релапси, или ако од почетокот се манифестира како прогресивна форма. Значи од почетокот оди влошувањето, практично не можете да ги издвоите тие влошувања и подобрувања, него има една нагорна линија во влошувањето и оди со голема инвалидност за многу кратко време. И сега веќе во последниве 2 до 3 години се регистрирани во светот, а веќе и тенденција е и кај нас тоа да се реализира, лекови кои ќе делуваат на секундарно прогресивна форма на болеста, а тоа е болеста почнува како релапсирачко-ремитентна и така оди повеќе години и во еден момент веќе почнува прогресијата. Тоа е природниот тек на болеста и веќе понатаму се повеќе се и почести и поинтензивни се влошувањата и се поголем невролошки дефицит се кумулира. Споменавте дека всушност се оштетува миелинската обвивка на нервните клетки. Постои ли начин таа да се обнови? Значи, самиот имунолошки процес кој е во основата на заболувањето создава услови да се оштети миелинот, значи обвивката, она што овозможува импулсите да поминуваат низ невроните. Меѓутоа, како болеста напредува, се оштетува и самото тело на клетката. И затоа се вели невроинфламаторна, значи воспалително заболување, меѓутоа и невродегенеративно, тоа е практично тој процес на дегенерација кога почнува да страда нервната клетка. Овие високо ефикасни лекови, што пред малку ги споменав, се смета дека некој од нив, веќе е и докажано за некој од нив, дека имаат улога, односно ќе овозможат услови да дојде до ремиелинизација, до некаде и да се обнови таа обвивка, миелинска обвивка и да се подобри трансмисијата низ невроните. Да. Какви се вашите искуства со пациентите? Се забележуваат драматични подобрувања? Нашите искуства се веќе долгогодишни со прволиниските третмани, оние што тие ни се достапни веќе 20 на години наназад и ние имаме една огромна група на болни кои ги примале или се уште ги примаат и кај поголемиот дел од нив, ако тргнете од тоа дека целта е да ја стабилизираат болеста и да ја спречат прогресијата, тие не може да ја излечат болеста. Она што е веќе оштетено не може да се врати, но дека е постигната таа стабилизација или успорена прогресијата. Овие високо ефикасни лекови за кои зборуваме сега и кои се актуелни, навистина се моќни и ние можеме тоа да го видиме кај поголемиот дел од пациентите дека прават стабилизирање на нивната состојба, разречување на тие влошувања, релапси, а се уште е рано да речеме, треба да помине доволен број на години време, треба да помине да видиме навистина каков ќе биде крајниот ефект. Но кај голем дел од болните е
се постигнува целта заради која се даваат. Дали е точно дека жените почесто страдаат од мултиплекс склероза во споредба со мажите? Точно е, да. Односот е 2 па и 3 спрема 1 кај одредена возрастна група. Кај најголемиот дел од болните, и тоа повеќе кај жените, болеста се манифестира во третата декада од животот, некаде врвот на јавување помеѓу 27-та и 30-31-та година во животот. За сите автоимуни заболувања, кај сите автоимуни заболувања, жените се позастапени, само се различни тие односи во однос на болните од машки пол. Тоа се објаснува со хормоналните фактори, ендокринолошките фактори. Значи, заради тоа е истото и кај мултиплата склероза. Се смета дека веќе над 40-та година, значи 5-та деценија, сега веќе и во 6-та деценија, веќе тука тој однос меѓу половите се стабилизира, скоро и да се изедначува. А кои се останатите ризик фактори, освен полот, женските хормони? Има ли уште нешто што би можело се смета за ризик фактор? Генетското наследство има ли некаква улога? Ако некој во семејството ја има болеста, треба ли да стравуваат и потомците? Мултиплата склероза не е наследна болест, но да, се случува дека во некои семејства може да има 2 или 3 членови од семејството во различни генерации, може и во иста, да ја имаат болеста. Значи, има многу испитувања и многу се настојува, значи, да се изнајдат ризик факторите, точно да се дефинираат практично ризик факторите. Меѓутоа се знае дека тоа е комбинација од генетските фактори, значи она што го носиме, факторите на околината и нашиот имунолошки систем. Има едно истражување кое што беше објавено неодамна, се работи за студија од Харвард, каде што сметаат дека вирусната инфекција мононуклеоза, односно болеста на бакнежот, би можела да биде причина за појава на мултиплекс склерозата. Што велите за ова? Дали може би е на повидок решение на проблемот доколку се работи за вирус кој што ја тригерира болест, односно го нарушува имунолошкиот систем и доведува до оштетување на миелинската обвивка на нервните клетки? Инфективната мононуклеоза ја предизвикува Епштейн-Баровиот вирус и тој е дел од групата на херпес вируси. И да, долго време се одржува верувањето, мислењето дека е еден од ризик факторите за појава на болеста, меѓутоа и други вируси се осомничени дека може да представуваат ризик фактор. Болните со мултипла склероза има, да речеме, дел од нив кој може да ја прележале болеста, меѓутоа тоа е толку расширена инфекција и таа може да помине и асимптоматски, не само болните со мултипла склероза, и ние да не бидеме свесни дека сме дошле во контакт со вирусот. Работата некоја вакцина за тој вирус? Да, има истражувања. Антивирусни некои лекови, но сепак треба да знаеме дека сме заразени од тој вирус за да го сега примиме. Тоа се потврдува контактот со вирусот со серолошките тестови. Тие се достапни и може да ги направи секој од нас. Во однос на вакцината, да, има истражувања. Јас колку што знам, тие се уште во експериментална фаза. Мислам дека покомпетентни се колегите инфектолози и епидемиолози на таа тема да дискутираат, меѓутоа ако навистина се потврди дека вакцината ќе заштити, ќе превенира, можеби тоа ќе се одрази и кај бројот на болните со мултипла склероза. Така. Допрва ни предстои да видиме или да го потврдиме тоа.
Но вирусните инфекции кај оние што имат мултиплекс склероза можат ли да ја влошат состојбата, да доведат до поголем број на релапси? Да, секоја инфекција, не само вирусните, бактериските инфекции, значи и обичните настинки, грипот, например, можат да предизвикаат релапс, да бидат тригер, како ние велиме, за релапс и да дојде до влошување на симптомите на болеста. Треба успешно да се лекува инфекцијата, за која се сомневаме дека го предизвикала влошувањето, и истовремено да се лекува релапсот. Уринарните инфекции исто така често пати може да предизвикат неоткриена уринарна инфекција, им погодува нарушената сфинктерна функција на овие болни, и тоа е подлога за делување на бактерии, и неоткриена, нелекувана уринарна инфекција може често пати да предизвика влошување кај болните. Истовремено лекување на двете состојби дава задоволителни резултати. Советувате во овој период од годината да примат вакцина против грип или пак за ковид? Различна во вакцините за грип ние и претходно ги имавме, и претходно беше прашањето дали да ги примаат со оглед на променитиот имунолошки систем, што заради болеста, што заради лековите кои ги примаат. Ќе се обидам во едно да ги објаснам двете, и вакцината за грипот и за вакцината да се надоврзам за COVID-19. Тоа е особено актуелно, нели, во ова време веќе 2,5 години живееме, а вакцините ги имаме веќе година и пол. Како што ние лековите за мултипла склероза ги применуваме, ги препишуваме според препораките кои ги добиваме од меѓународните регулаторни органи и од Американската агенција и од Европската агенција за лекови, така и препораките за вакцините се трудиме, односно се држиме на истите. Препораките се дека болните со мултипла склероза треба да се вакцинираат за COVID-19, но во зависност од тоа кои лекови ги примаат и во која фаза на примањето на лековите. За овие високо ефикасни лекови за кои зборувавме, пред започнување на терапијата со нив се препорачува вакцинирање не само за ковид, и за други инфективни причинители, за други инфективни заболувања. Понатаму, кога ќе почнат со лекувањето со тие лекови, има точно одредено време после апликацијата на лекот или пред следната апликација на лекот, кога болниот може да прими друга вакцина. Така да за се има препораки и за вакцините за грип и за вакцините за COVID-19. Лековите кои што ги примаат високо ефикасните лекови за мултиплекс склероза даваат ли насакани ефекти? Или може ли од претходниот разговор да слушнеме дека пациентите се плашат да ги примат? Сите лекови може да дадат несакани ефекти. Кои се најчестите? Прволиниските лекови кај мултипла склероза, тоа се инјектибилните третмани со интерферони со глатирамир-ацетат и овие високо ефикасните второлиниски лекови кои практично делуваат со тоа што го потиснуваат, ја модулираат функцијата на имунолошкиот систем и го намалуваат бројот на лимфоцитите. Значи, делуваат на одредени групи на лимфоцити. И со тоа, во одреден период, болните се во ризик за инфекции, за поголема приемчивост кон инфекции, или реактивирање систем е намален, така? Да, или реактивирање на постоечки на латентни инфекции. Значи, тоа може да биде првиот ризик. Понатаму може ни за други појави да се јават,
Значи, во текот на испитувањето на овие лекови има дел за безбедноста нивна, безбедносниот профил, нели, и сите тие се предвидени и во такви ситуации што има препораки водичи што како треба да се постапи. Мислам, затоа реков, сите лекови може да одат со несакани ефекти. Битно е да се знаат, да се очекуваат и да навремено да се препознаат за да може да се лекуваат. За да му биде дадена ваква терапија на пациент, треба исто така да се задоволат одредени критериуми. При диагностицирањето на болеста, што потврдувате, а што исклучувате? Значи, кога ќе го подготвуваме ние пациентот за терапија, без оглед дали се или прволиниските лекови или овие високо ефикасни терапии, значи вие прво треба да имате дефинитивна диагноза дека се работи за болеста мултипла склероза. А тешко се поставува? А тешко, да. Има ситуации, значи болеста може да имитира и во клиничката манифестација, и со наодите на магнетната резонанца, и наодите во ликворот може да имитира различни автоимуни во главном заболувања. И други, и болести со инфективни причинители, значи може да внесе една забуна, конфузија во почетокот за што се работи. Постепено, како се напредува во тој сет на диагностички испитувања, процедури, работите стануваат појасни. Обично, колку време е потребно за од првото јавување на пациентот, доколку е во почетна фаза на болеста, до поставувањето на диагноза? Може некогаш година, две да поминат? Не, сега тоа оди многу побрзо. Мора да има промени во ликворот, да речеме? Не сите. Тоа зависи и од фазата во која е болеста, од предходна примена на некој од овие лекови или кортикостероидна терапија. Не сите имаат промени, односно не се докажуваат кај сите тие промени во ликворот во одреден момент може и да промакнат, да не се фатат. Меѓутоа во денешно време, значи, диагнозата се поставува за неколку недели. Значи, неколку недели се доволни за да добие пациентот диагноза мултиплекс склероза? Ако правилно го усмирите пациентот, препознаете клиничката слика, многу брзо може да се дојде до диагнозата и до одлуката за лекување. Тешко ли е прифаќаат пациентите оваа диагноза со оглед на тоа дека се работи воглавном за возрастни, но млади лица? Нормално, дека не е седно како ќе се прифати кога ќе соопштите некому за било кое заболување, а точно кај млади, возрастни, продуктивни лица дека боледуваат од оваа болест. Меѓутоа, повторно ќе кажам, во денешно време болеста може да се контролира и да се лекува. Тоа значи нема со сигурност да заврши со инвалидитет? Завршуваат повеќето пациенти во инвалидска количка или не? Дел од болните по различен број на години, во зависност од тоа каков е текот на болеста, може да прогредира инвалидитетот и да бидат врзани за количка или да имаат потреба од помош од друг вид на ортопедски помагала. Меѓутоа пак поголемиот број на болните се долго време функционални, работоспособни, можат комплетно да живеат комплетен живот, да имаат семејства, квалитетен живот, деца да имаат. Нормално со континуирано следење, контролирање и советување во кој период сите овие одлуки треба да се донесат или да се усогласат. Така. Колкав дел од пациентите се обидуваат да применат некоја алтернативна метода во лекувањето? Например, зборувам за витаминот Д. Има некои податоци дека големите дози витамин Д би можеле да помогнат кај пациентите со мултиплекс склероза. Да, за Д витаминот веќе толку време се дискутира и пред
неколку години имаше една серија на публикувани студии каде што многу високи дози на D-витамин се давани со кои се намалува активноста, с цел да се намали активноста на болеста и фреквенцијата и интензитетот на релапсите, односно влошувањата. D-витаминот секако треба да се додава како суплемент заедно со останатата терапија. Меѓутоа, сметаме дека овие имуномодулаторни лекови или имуносупресиви се тие кои треба да бидат првата линија на третманот на борбата со болеста, а овие сите други начини да бидат дополнување на лекувањето. А верувам дека повеќето од болните испробувале алтернативни начини или пробуваат на своја рака да се лекуваат, меѓутоа тоа можеби за некое кратко време ќе постигнат некој ефект, меѓутоа на долгорочно тоа не делува, а се губи време. Се губи време да болеста навистина се лекува. Но големите дози витамин Д не би имале штета во нивниот случај? Големите дози на витамин Д може да бидат и текако штетни и тоа во прв ред на функцијата на бубрезите, бидејќи така се излачува витаминот Д од организмот. И тие студии кои ги испитуваат тие високи големи количини на D-витамин, има и посебни протоколи во однос на исхрана и на внес на течности. Токму за да се минимизираат тие несакани ефекти и штети што би можеле потенцијално да ги направат на телото, на организмот. А што е со канабисот? Го препорачувате? И канабисот исто така долго време веќе се дискутира како лек. Канабисот не е лек. Канабисот се дава како да улесни дел од симптомите на болеста, во прв ред на оние болни спазми, грчеви што ги имаат болните на мускулите или сфинктерните потешкоти, ова што претходно го споменавме, нарушена микција, значи на бешиката. Значи во некои такви ситуации може да помогне, меѓутоа како лек не, канабисот не е лек за мултипла склероза. И сосема за крај, кои симптоми би требало да не загрижат и да се јавиме кај невролог кога станува збор за мултиплекс склерозата? Значи, јас, ако треба да не нешто што може би повеќе и би ни го одвлекло повеќе вниманието и функционалноста би ни ја нарушило. Тоа се она што прво го споменавме, потешкотиите со видот, потоа моторните симптоми, слабоста, значи потешкоти во функционирање или на рацете или на нозете или заедно, веќе треба да бидат аларм, да треба да се направи некаков преглед. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за бројните појаснувања поврзани со мултиплекс склерозата. Јас се заблагодарувам повторно за поканата и се надевам дека сево ова им користеше на нашите пациенти. Почитувани доцент доктор Николина Тановска, невролог од Универзитетската клиника за неврологија во Скопје, беше нашата гостинка во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.